автомобиле на пат до работа, тоа знам сигурно. Тоа ли? Да. Работата, еве, Зарина. Ете ни ја Зарина. Ама тоа значи добро има појас? Може да застанеш некаде да разговараме или ќе возиш? Еве сега, само да биде тоа безбедно, затоа што не би сакале да се грижиме дополнително, нели? Да не бидеме ние причината. Иако знаеме дека си дама која што секој пат алармира на некакви конкретни, можеби, закони, ред или животни вредности кои треба да ги почитуваме, а меѓутоа еве додека ти некаде најдеш место да се позиционираш и паркираш, Евгенија, ние само со сите ќе кажеме дека Бил пее повторно утрово на утринска на Телма, мала шега. Не, ќе се поделиме дека вистина имаме вечерва музичко-поетски настан во име на 18 март или денот на поезијата. Можеби забележавте, всушност има неколку плакати кај нашите медиумски, да речеме, колеги и пријатели кои што работат нели на печатините, односно пишаните дигитални медиуми и споделија всушност за вечерва незиниот настап, кој што ќе биде музичко интермецо помеѓу многу бројни книжевни наши мајстори или поети кои што ќе имаат своје излагање за денот на поезијата, а Зарина Првасевда ќе биде една од оние дами кои што вечерва ќе дадат една мекост и една уживачка емоција во самата музичко-поетска вечер. Добро ти утро, Зарина. Дали сега паркирано е се во ред, така? Да, паркирано се во ред. Така, добро. Да, пред да ни раскажеш, прво да ти посакаме добро утро. Гледаме дека си ти веќе нели со работни обврски ангажмани. Колку ти годи Безбеден град, еве вака да како воцаш да те прашам? Сигурни годи. Па ме годи, затоа што се чувствувам многу побезбедно и затоа што се воочува веднаш разликата од возењето со Безбеден град. Добро. Така да искрено среќна сум дека се случи. Не си од оние кои што малку повеќе се нервираат, можеби зашто поспоро се вози, затоа што нели безбедноста на крајот од денот е најважна, така? Па да, мислам добро е дека може човек да пресмета и да го планира некако малку повеќе времето. Да. Да, вистина е поспоро, меѓутоа од друга страна барем вака знаеме дека ќе бидеме побезбедни и безбедноста е секогаш на прво место во сообраќај, така да. Така е. Она што всушност и Министерството за внатрешни споделува дека статистиките нели далеку веќе се подобри, односно нели намалување има на бројот на незгоди, тоа што нам не радува и добро што споменуваш вистина веќе некако ги делегираме обврските, секако отприлика знаеме колку ќе забавиме некако во сообраќај, така што безбедно. Инаку во моментот одиш на пат да работа, тоа знам дека ни го сподели вчера, ама еве кратко ќе ти искористиме, затоа што со Цеце велиме секој пат нешто се создава и креира ново во твојата музичка лабораторија, вклучувајќи го и секако овој настан. Не говориме сега нели од авторска музика и аспект, меѓутоа еве тоа некако ни е главна тема зашто ќе споменеме со тебе, бидејќи меѓу другото ти вечерва ќе имаш прилика заедно со 30 домашни автори да бидеш дел од Светот ја слави поезијата, градот ја слуша, целовечерен поетско-музички настан. И оно што е најважно, ќе ги поканиме сите бидејќи влезате слободен во лабораториум. Така е. Мислам дека ќе биде многу убав настан. Јас сум многу среќна и задоволна кога добивам вакви покани за да учествувам во нешто што ја слави уметноста на сите начини. Така да денес особено е радосно затоа што преку поезија и музика одличен еден спој. Местото е преубаво, лабораториум многу ми се допаѓа, мислам новиот лабораториум на новата локација. Така е. Така да и јас ги поканувам сите луѓе кои вечер во 7 часот се слободни да дојдат и да ни се приклучат на овој настан. Мислам дека ќе биде многу интересно и убаво. Да, и поетроника исто така е покрај тебе исто најавен кој што ќе ја заокружат вечерта. Во колку часа да ги поканиме? 19, така? 19 часа, да. Зарина, како уметник, низ генерацииве, односно низ годиниве, постојано нели се надградуваш, но ќе се согласиш веројатно дека поезијата е можеби основа на се кога е уметноста во прашање, па и да се создаде една песна, една композиција, потребни се нели добри стихови. Колку тебе лично поезијата ти има променето или можеби надградено или да бидеш ова што си денес, можеби благодарение на некоја добра поетска основа? Па да бидам искрена, се започнува од зборот и умешноста во комбинирањето на зборовите, односно
Успехот да искомбинираш зборови кои што ќе можат да направат еден склоп на емоција е според мене една од најубавите и најбитните уметности на кои што на крајот на денот се заснова и музиката. Односно оваа музика која што јас ја правам и јас најмногу се инспирирам кога ќе слушнаме добар текст на песна. Дека на основа на тој текст, на основа на таа умешност во пишаниот збор, во творењето, можам да изградам една цела приказна, една цела емоција. Така да се разбира дека поезијата е нешто во кое што треба да посветиме внимание, кое што треба да го величиме, затоа што, како што кажавме, се потекнува од зборот. Да, Зарина, знаеш дека пред некој период, кога имав прилика да говорам, ќе се следи тој разговор премиерно со режисерот и продуцентот на новиот македонски филм Уште една игра, која што во моментот и има своји редовни филмски проекции во кината широм Македонија. Кога ги прашав режисерот и продуцентот, бидејќи музиката е на Кирил Џајковски во овој филм, дали е одредена нота, знае да смени естетика и да го навигира поинаку кадарот, па дури естетски некако да се добие нов, да речам, филмски дел, дали кај тебе, да речеме, еве, тоа што да спраша и Цеце, да речеме некој збор, апропо некаква убава поезија, знаела да ја смени естетиката на музиката и да дадеш некој нов свој автентичен трилер или некаква поинаква магија во самото пење. Дали некој пат тоа знае да го смени естетскиот дел на музичката мелодија? Апсолутно. Мислам, варира тоа од артист до артист, меѓутоа јас како некој човек кој се бави со традиционална музика, се разбира текстот е многу битен аспект, затоа што, како што реков, целата приказна и естетиката на музиката подоцна се гради на основа на тој текст. Не знам, во следниот албум кој што сега го работиме, има песни, мислам, повеќето од песните, во суштина тоа што сакаме да ја пратам пораката преку текстовите на песни кои се создавале пред 100 години и повеќе. Така да има текстови кои се безвременски до толку што 200 години подоцна изведување повторно будат емоција. Така да тоа е многу голема работа и се разбира дека влијае врз градењето и естетиката на музиката. Да, убаво напомена, имаме поети, ние важиме генерално за нација која што навистина во поглед на поезијата може да се пофали. Тука се нели Струшките вечери на поезијата како една одлична манифестација која што со години се негува, но мене ме интересира колку ти имаш впечаток дека можеби младите кај нас доволно ја почитуваат поезијата. Ево ова ќе биде покана вечерва да дојдат сите и секаков сите генерации впрочем, затоа што имаме поети буквално кои што вечерва ќе настапат со различна возраст, но дали е можеби поезијата некое поле на кое што треба малку повеќе можеби да се работи за да биде по интересно на некој начин за младите во нашата земја? Дали тие преуваа доволно интерес или не? Па гледам дека барем во овие кругови во кои што јас се движам има поети кои што ми излегуваат пред очи. Јас, например, како млад човек кој функционира тука на сцената, сум доста заинтересирана да слушнам кои се нови артисти, како тоа звучи, што тоа се работи, што е ново моментално и така натаму. Така да, овие настани од типот на тој што ќе се случи вечер, мислам дека се настане кој секој човек треба, но млад човек секако дека треба да ги посетува пред се заради едукација, заради заради едноставно да знаеш надградба би рекла. Да знаеш што се случува, да се разбира дека кога ќе видиш луѓе кои со таков жар и љубов која работат својата уметност, е голема инспирација, независно дали си артист или не. Едноставно се инспирираш од жарот во очите на луѓето кога зборуваат за работите што ги сакаат. Така да јас сакам и се трудам да ги посетувам тие настани. Еве, вечер работно, меѓутоа мислам дека секој човек треба да го прави тоа.
Драга, освен вечерва концертот, има ли нешто што може да го споменеме утринава вака едно премиерно нов датум или нов календар кој што може да го заокружиме? Да, туку што го закажав пред 2 дена онај годишен концерт кој што го правам во Public Room. Оваа година ќе биде на 16 мај. Еве вас најпремиерно, се уште ни плакатот не е излезен, се уште на никого не сум кажала освен бендот. Така да 16 мај ќе можат да дојдат да го проследат овој материјал што сега го работиме и нешто од новиот албум, така да ќе биде интересно. Да, сигурно до тогаш ќе се видиме уште еднаш, да, затоа што ќе имаме убав повод да раскажеме повторно за убавите музички работи кои што доаѓаат од кај тебе. Ти благодариме што утринава ни се вклучи, ќе ти посакаме да имаш убав и успешен работен ден. Не знам колку сивилото во градот ти влие на расположение, или секогаш со добра песна може да се гледа на позитивната страна, или со добра музика? Па, зависи од како е внатре, така е надвор, така да фалам на Бога, добро се чувствувам. Сивилото си ја брка својата работа, јас мојата. Така и треба да биде. Ти благодариме што одвои време и беше дел од утринската, како и секој пат, наша драга Зарина Првасевда утрово на фреквенција на Телма телевизија.